Условот од Бугарија со кој мора да го промениме уставот не е единствената пречка на патот до Европската унија. Мора да се сработат и другите домашни задачи, пред се реформите во правосудството и борбата против корупцијата. Македонија се соочува со сериозен евроскептицизам, бидејќи 30 години не може да се приближи до Европската унија. Евроскептицизмот е оправдан според директорот на Европската асоциација на даночни советници во Брисел, бидејќи во државава не достига консензус околу прашањата поврзани со пристапувањето на Македонија кон ЕУ. Секако дека тоа е загрижувачки. Меѓутоа, она што е битно ние да останеме на тој пат бидејќи ова е во наш интерес. И се разбира дека ќе имаме ние прашања, ќе имаме забелешки на тој процес и тоа е нормално бидејќи бараат од нас многу. Бараат да се реформираме. Идејата на тој процес не е ние да меѓу себе се конфронтираме, туку да најдеме начин како да работиме заедно за да се смениме себе си, за да ги добиеме тие бенефити на членството. Македонија уште долго ќе биде далеку од исполнување на европскиот сон ако во евроинтегративниот процес не бидат вклучени сите чинители – политички партии, представници на невладини организации и граѓански сектор. Интеграцијата во ЕУ подразбира промена на начинот на кој работиме, функционираме, соработуваме. Главната порака од настанот македонскиот евроинтеграцијски пат е дека Македонија мора да ги спроведе реформите. Ова не е процес нити на владата, нити на една политичка партија, ова е процес на целата држава, ова е процес кој што трае веќе 30 години, не знаеме уште колку ќе трае. Ако сакаме да биде успешен, да има исход, ние мораме да го работиме заедно, да бидеме подготвени дека добрата комуникација, вклучувањето на сите е единствениот излез. Македонија својата апликација за членство ја има поднесено пред 19 години, а стратешката определба за влез во ЕУ е поставена уште од нејзиното осамостојување. На патот до Европската унија низ годиниве имаше многу пречки. Прво, условите од Грција и долгогодишниот спор, а сега условите од Бугарија, менувањето на уставот. Сепак, дури и да ги исполни сите обврски, никој не гарантира дека Македонија нема да добие ново вето поради некое друго отворено прашање.